Професорот Димитар Мирчев во интервју за Радио Слободна Европа вели дека Македонија испраќа порака дека е подготвена за компромис и решение за спорот со името и оваа година очекува дури да му се стави крај на процесот. Во изјавите на државниот врв дека се очекува годинава конечно да биде надминат спорот со Грција за името, може да се прочита дека македонската страна испраќа порака до Грција и до Немец дека се подготвени на компромис за изнаоѓање на решение за спорот, изјавил Мирчев за Радио Слободна Европа. Тој додал дека годинава може да се очекува спорот да достигне зрела фаза, дури и да дојде до крај на истиот. Повеќе месеци се потребни да се подготви јавноста за некоја промена и за некое решение. Потоа процедурата да се изведе, дали референдум, дали во собрание ратификација во парламентите и така натаму. Така што тоа трае повеќе месеци и сега мислам дека има повеќе време и маневарски простор. Владите не се оптоварени со некои непосредни задачи, така што мислам дека може продуктивно да се искористи тој временски простор, изјавил Мирчев. Дали тоа значи дека 2011 година е годината во која ќе згасне Македонија и македонскиот идентитет? Ова го потврдуваат и еминентните професори. Дефинитивно вековното се растура, Македонија ја губи вистинската вредност. За да не се случи тоа, потребно е веднаш да се прекине со преговорите, бидејќи менувањето на името ќе биде почеток на уништувањето на македонецот. Со смена на името, нацијата македонец ќе ја снема, идентитетот ќе се загуби и ние ќе бидеме обезличени. Тоа не значи дека нема да можеме да се нарекуваме македонци, но тоа значи дека светот нема да не нарекува македонци. Тоа значи дека дури тогаш ќе бидеме духовно изолирани и со тек на време ќе се претопиме во северни, вардарски или кој знае какви македонци. Македонци кои никогаш не живееле на ова парче земја. Македонци без традиција и корени.